Време е за бушавата азбука. Едно ако, две ачи. Таму каде што има чад, мора да има и уган. Крали Марко не само што бил гилем, туку бил игромен. Ова не е ако, туку око. И ова не се ачи, туку очи. Таму каде што има чад, нема уган, туку оган. Крали Марко не бил гилем, туку голем. И не игромен, туку огромен. Огледало. Компир. Главата на еден од градинг. Топка. Геврек. Тепсија. Сапун. Саатот на мајка ми. Оди. Од голем стилак носо да му падне на земја, не го ваѓа да си го земи. Оджаджар. 3-4. Оперска пејачка. Офталмолог. Оджаджарка. 3-4. Органист. Оперски пејач.
Оториноларинголог. 3-4. Откачанист. Малку заокружете ги и испупчете ги усните. Малку подотворете ја устата. Задниот дел од јазикот малку подкренете го. Пуштете воздух. И ете ви О. О. Орис. Овча пастермајлија. Ошев. Ох. О. Огледало. Олгица. О, Оле. О, Олгица. О, Оли. О, Олала. О, Оля. О, Олива. А. Авијатичар. М. Малер. О. Огледало.
сончам за да фатам малку боја, за да бидам уште поубав. И се мачкам со ова кремов. Знаете од што е направен? Од ореова јатка. А растението за денес е орев. Од листовите, кората и корењата на оревот се прави боја за боење волна и памук. Она црна боја на нашите носи, ако сте ја виделе, карабоја. Да го видите, оно е мојот во носија, па накој, вистински джин, јунак над јунаци. Сакам и самата не си верува. Од дрвото ореово се прават резби. Оние во Свети Јован Бигорски и Свети Спас се такви. Сте ги виделе? Не сте ги виделе? Се разбира дека сте ги виделе. На О имаме уште орлови ногти или Божјо дрво, овес, оморика и оскоруша. Оскоруша е оној плод што ја собира устата кога го јадете. Вака. Такво ми е мене срцето кога ќе го видам оној мојот. Тој се прави како не ме забележува. О! О! Од мала дупка голем глушец излегуваат. Еве ме пак кај вас. Тоест со вас. Тоест, еве ве пак... Тоест, еве ве пак кај мене. Тоест, со мене. Денес имам облигација. Се вели обврска. Па добро, мора ли постојано да ме прекинувате? Тоа станува веќе одиозно. Одвратно. А зашто постојано ми опонирате? Мислите зашто ви се спротиставувам? Тоа е веќе окуларно. Очигледно. За секој инцидентен обсерватор. За секој случаен наблюдувач. Веќе нема да толерирам оваа опресија. Мисли на притисок. Тоа е неверојатно како ваквите не обвинуваат дека им го правиме тоа што тие ни го прават нам. О, огледало.
Черешна се од корен корнеше. Черешна се од корен корнеше. Черешна се од корен корнеше. Мома се од мајка делеше. Черешна се од корен корнеше. Мома се од мајка делеше. Мома. Мома. Мамо. Мамо. Ама мома, мамо. Ама мома, мамо. О. Почитувана публико, сега ќе ви зборувам за едно животно што е истовремено страшно и прекрасно. Го фатив на солунска глава по цена на собствениот живот. Епа, ловџиството бара жртви. Тоа животно има клун како кука, нозе како гаќи, јаде други птици, ставорци, зајаци, ставен е под заштита на законот и се вика орел. Извинете, грешка. Погрешен експонат. Тука сме, почитувана публико. Најголемиот грабливец меѓу птиците, страф и трепет, но и гордост на нашите шуми, орелот. Јас не сум ставен под заштита на законот. Не знам што се чека. Орај, копе, рани се, со грабање не обогатуј се! О, огледало. О. О е за Охридски Климент и Наум. Тие живееле пред 10 века и биле ученици на Кирил и Методи. Климент е првиот оригинален словенски автор. Пишувал пофални слова и житија. Во својата книжевна школа во Охрид описменил над 3000 ученици. Науката му припишува 55 дела, а за мене најубаво е похвала блаженога отца нашего и учителја словенскаго Кирила философа. Еве ни свет на христољупци,
светлозрачниот спомен на нашиот преблажен татко Кирил, нов апостол и учител на сите земји, кој што огреа на земјата како сонце со вистинска вера и убавина, како сонце на трисушното божество, осветлувајки го сиот свет. Божјата премудрост си созида храм во неговото срце и на јазикот негов како на херувим почиваше секогаш светиот дух, разделувајки дарови според верата, како што кажуваше и апостолот Павле дека секому од нас му се дава благодат, како што дарувал Христос. Кој што ќе каже дека ме љуби како Господа, и јас ќе го заљубам, ќе му се покажам и во него ќе направам манастир, и тој ќе ми биде син, и јас ќе му бидам татко. Земете книга од Свети Климент. Отидете во парк и читајте еден час. А потоа мислете малку. Да, потоа вратете се дома, да не ве караат. Орев. Куманово. Орас. Саракиново. Егејска Македонија. Урев. Гевгелиско. Урех. Штипско. Орех. Радовишко. Орах. Одавде брег, оданде брег, во среде жив човек. Што е тоа, а? Дете во лулка. О! О!
А. Авијатичар. М. Малер. О. Огледало. Одлично обмислено, образовно, остроумно, озбилно. Хугин!